Потребата за измената на програмата за социјална, детска и здравствена заштита произлезе поради амандманот кој што го поднесе советничката група на Левица и беше усвоен на 13-тата седница одржана минатиот месец. Со овој амандман се зголемија првично наменетите средства во износ од 1.500.000 денари за уште 1.500.000 денари, со што вкупната сума за наменета за образовни за лични асистенти за децата со попреченост во средните училишта во град Скопје се зголеми на 3 милиони денари. Ние кога го поднесовме амандманот, образложивме на предминатата седница дека клучен аргумент за поднесување на овој амандман беше причината што голем дел од децата со попреченост во средните училишта немаат образовни лични асистенти, од причина што на огласите кои што се објавуваат за ангажирање на лични и образовни асистенти не се пријавуваат доволен број на лица, а сметаме дека еден од аргументите зошто нема одзив на овие огласи е слабиот надоместок кој што изнесува 9.000 денари. Со усвојувањето на овој амандман, а сега и со измената на програмата, овој надоместок од 9.000 денари ќе се зголеми на 14.000 денари, со тоа што се предвидува, програмата предвидува и дополнителни 4.000 денари за секој дополнителен ангажман надвор од овие 20 часа неделно кои што редовно ќе ги извршуваат овие асистенти, и сметаме дека ова ќе биде доволен стимул да што повеќе луѓе се пријават за извршување на оваа работа како образовни и лични асистенти, и сметаме дека конечно секое дете со попреченост кое што има потреба од овие асистенти дека ќе ја добие нивната услуга. Ви благодарам.